Ова се резултатите од испитувањето на слухот за Најден Трајковски. Мајка му Невена не сакаше јавно да ги објавиме. Едноставно го зема и исчезна. Да. До овие резултати дојде и маш ми. Трајан беше изворен научник. Го фасцинираа резултатите за Најден. Сакаше со него да ја испробва својата нова метода. Штета. Имаше желба да им помогне на глувите да... Боже мој. Што толку го фасцинираше кај Најден? Реално нема никакви показатели на оштетеност, но факт е дека детето не слуша и не зборува. Единствен случај, барем за мене, досега, мислам. Да беше овде, ќе можевме некако да му помогнеме, а вака... Не знам. Здраво, Пеци. Зошто ти толку наеднаш се заинтересира за Најден Трајковски? Има ли шанса детето да слуша? Не верувам. За жал многу време помина. Детето веќе не е под наша контрола и не знам во какви услови живее. Мајка му го донесе овде мислејќи дека ќе го излекуваме. Ама ете исчезна. А детето беше со надпросечна интелигенција. Гениалец. Знам. Трајан сакаше со себе да го земе во Швајцарија наместо мој Александар. Надежта последна умира. Иван, ти благодарам многу. Ке се видиме. Сигурно. Секогаш сум тука кога ќе затреба, Марија. Повели друг пат. Чао. Чао. Денеска имаше убав ден за цртање. Потоа ќе продолжиме со часови по македонски и по математика. Каде ти се цртежите? Сакам да ги видам.
Невена! Невена! Има ли некој? Добар ден. Сигурно се сеќавате на мене. Јас сум Марија, новинарка од Канал 10. А вие сте, ако не се лажам, Невена. Оре, влегувај в кола и очи да не ти видам. Дојдов да го видам Најден. Каде е? Јас и ти се познаваме од некаде? Да. Јас сум супругата на Трајан Јовановски. На Трајан, на лудиот научник, што сакаше да направи од Најден мој глупче за експериментирање. Море, марш одовде, говедо, едно. Како не ти е срам да ми излегуваш пред очи? Ма ве молам, смирете се. Дојдена сум овде за Арно. Сакам да му помогнам на ова дете. Најден заслужува да има среќен живот. Што знаеш ти за среќен живот? Живееш в град, меѓу зверови, јадеш пластика, му робуваш на времето, пати живот, пати среќата. Ве молам, може да поразговараме малку? Еве овде, надвор. Продуцентот вети дека ќе ви плати за вашата соработка. Ајде, влези. Ова е домаќинска куќа. Мене до сега никој ништо не ми помагал во животот. И не сакам да ми се помага. Сакам Најден да учи во заводот за глуви деца Кочорацин од Битола. Тој не може да живее сам. Изолацијата ќе го уништи. Најден мој не е сам. И доста со таа Битола. Битола не е подобра од мене. Наскоро ќе започне нова школска година. Тој мора да учи во Битола. Таму има специјална програма за глуви деца. Тоа е за негово добро. А зошто ти се интересираш за негово добро? Сакам да снимам документарен филм за Најден. Сакам да го забележам тоа како ќе се социализира и како ќе се вклопи во општеството. Какво општество? Да стане робот како тебе? Не сакам. Знаењето е моќ. Ќе знае да се бори. Ти ќе ми кажеш. Па ти го уништуваш. Да. Почнај да навредуваш. Слушај, мамо. Кога јас сум со него, Најден е уште посилен. Дојди. Ова нека остане наша тајна. Ако некому кажеш, ќе те убијам.
Влези. Ова е училницата на Најден. Просторов го држам во тајност. И те заколнувам. Никому ни збор. Кажеш ли, душата ќе ти ја извадам. Што е? Што гледаш? Ништо не сум украла. Кога видов дека училиштето е запустено, решив да ја спасам што може да се спаси. Тоа, Бога ми, добро сте го направиле. Не е само моето училиште затворено. Редица други, опустени и оставени така на милост и немилост. За жал, така е. Ми беше тешко. Многу ми беше тешко. Не можев да се помирам со фактот дека повеќе нема никого да учам. Како да си го замислам животот без училиштето, без учениците? Среќа. Среќа Господ ми го дари Најден и сега него го учам. Си го седов и училишното звонче. Едноставно, целото училиште и се што припаѓа во него, го чувствував како дел од мене. И? Што потоа? Потоа? Потоа дојде твојот сопруг, лудиот научник. Му поверував, а тој ме излага. Остави го сега, Трајан. Каде е Најден? Најден? Најден овде има се што му е потребно за живот. Слуша предавања. Јас му предавам. Пишува домашни. Јас ги проверувам. Учи математика. Јас го учам. Учи македонски. Јас го учам. Пишува тестови. Јас проверувам. Јас оценувам. Оценките сите му се добри. Запишани се во дневник. Еве, погледнете. Одличен. 5 до 5. 5 до 5. Одличен. Браво! Јас сум одличен стручњак и врвен педагог. Подобра сум и од таа ваша битола, ако баш сакате да знаете. Мило ми е. Не се сомневам во вашата стручност. Но саменоста понекогаш човека го доведува до лудило. Од што ќе живеете? Имам кози, учителска пензија, доволно ми е. Во оваа пустелија опасно е да се живее. Може некој да ве нападне, да ве ограби, не дај Боже нешто пострашно. Не сум наивна. Невено, немој да правиш глупости. Па празен е. Имам јас и други изненадувања.
Учителке, ова нека остане меѓу нас. За секоја тајна, еден човек е малку, а тројца се премногу. За живата рана на моето срце. Пиштолот му припаѓа на син ми. Обезбедив муниција. Ножевите се за мене. Ништо не може да ме изненади. Страшно. Ти не си нормална. Најден, не го давам. Не го давам. Додека јас сум жива, Најден останува овде. Невено, сакам да живеете како луѓе. Вака немате иднина. Ме обвинуваш дека не водам доволно грижа за своето дете? Не сакам на ваков начин да разговараме. На ваков начин? Како да разговарам со натрапник што сака да ме оддели од моето најмило? Невено! Невено! Бидејќи Господ не можел да биде присутен на секаде, ја создал мајката. Храбрите луѓе не се плашат од осаменост. Јас те научив да читаш и пишуваш на 5 години. Та, мене ќе ми кажува како се воспитуваат деца. Ова ти е домашната работа. Небото е поголемо од звездите, небото е повисоко од звездите, небото е далеко, од звездите се тука. Ако некој вистински сака, небо ќе допре со мисла, звезди ќе фати со рака. Слушај, ако станеш уметник, ќе умреш за леп. Ајде сега, горе, в училница. Време е за учење. Ајде. Звони. Ало? Марија? Каде си, Марија? Како во земја да пропадне? Еве влегувам во Скопје. Бев кај Најден Трајковски. Не го видов. Мајка му ми избрка со пиштол. Па ти кажав дека е таа будала. Не требаше да одиш таму. Државата треба да води сметка малку за таквите луѓе. Таа луда жена ќе го уништи детето. Па нели има заводи, здруженија, подрачни единици? Тоа е нивна работа, Марија, не е твоја. Во зафрлените краишта државата не допира. Со осамените луѓе тешко се комуницира. Имаш поздрав од Филип. Кога почнуваш со снимање? Ке ти јавам на време. Поздрави го и ти од мене. Чао.
видиме што велат звездите. Па, повеќе намерно, отколку случајно, по првата следба ќе следи и втора. Ќе следи втора. Измамата тогаш за миг со 2-3 збора тајната ќе ја срони. Аха, ќе ја срони. Само преку мене мрзо. Јане, ланчот, измамничка, новинар. Измамничка една, столко една расипана, лажливка новинарка, ќе дознаете вие која е Невена. Што е? Сакате да го земете најден мој? Елате! На! Фуфка, Фуфка! Сакате за најден мој, Се грижите за него. Што не се грижите за вашите деца? Тие се за жалење, ене ги, онаму, во градовите, во глутниците. Вие немо и мирно ги гледате. Таму, во училиштата, по улиците, им дела дрога. Ги бодат со шприцеви. Ги прават мртовци. Нив спасете ги ако можете. Не можете, безпомощни сте. Срам да вие. А што е? Сакате да го земете најден го мој, Каде? Каде ќе го водите, каде? Во касапница? За мелење месо? На што ќе ви го дадам? Каде сте сега да ми помогнете? Петок, 16. Се враќам од аеродром кон Скопје. Трајан и нашето сонце Александар заминаа за Швајцарија. Ке водат семинар. На целиот свет ке му ја демонстрираат новата Трајанова метода за прилагодување и социализација на глувите во општеството. Александар ке му објаснува на глувите дечиња. Тој го владее гестикулативниот јазик подобро од мене. Најден Трајковски не се појави, иако на тестирањето имаше повеќе бодови од мојот Александар. Најверојатно мајка му не го пуштила. Крај на пора. Трагедија. Авионот се урна. Александар и Трајан повеќе ги нема. Авионот паднал. Велат, никој не преживел.
Многу ве сакам. Многу. Денес треба да решиш една задача. Вчера го напиша само за мене. Ако појдам на време, далеку ќе летнам. Ветувам дека редот ќе го фатам. Многу сакам, мамо. Со тебе луѓе да сретнам, да го видам светот и пак дома да се вратам. Сакаш да те најдат закопан вендек? Сами сме. Никој не доаѓа да не види. И те кријам пред другите луѓе. Затоа што ти мислам добро. Талентиран си за многу работи. Тие сакаат да те направат глувче за експериментирање. Тие сакаат да те направат пример за нивната добра работа. Сакаат со тебе да ги покријат своите гревови. Ништо не направиле за глувите, а сакаат да се фалат. Јас те воспитав. Јас ти го дарив сето знаење, а тие сакаат да те украдат. Ако заминеше со нив, никогаш немаш да те видам. Ти не можеш да живееш без мене. Ти не можеш да живееш без мене. Без мене. Никогаш немаше да ни дадат пари. Лажат. Што ни е дом со решетки. На друго место ќе живееш преку мене мртва.
За твое добро. Ајде сега. Реши ја задачата. Мајката е постара од синот 3 пати. Пред 4 години мајката била постара од синот 4 пати. Колку години има мајката? А колку години има синот? Точно. Мајката сега има 36 години. Браво. Браво. Зошто си го ризикувате живот? Ние како медиум не можеме ништо да поправиме. Знам дека е тешко. Глувите си имаат свој начин на живење. Но така е со децении. Време е на таквото размислување да се стави крај. Никој не ја познава нивната душа. Никој. Глувите од секогаш биле маргинализирани во општеството. Јавноста мора да стане свесна за тоа. Нити било, нити ќе биде некогаш. Ајде за атар на Трајана. Брат ти почна, а ние ќе ја завршиме работата. Доста се заебававме со снимање на политичари, турбопеачи. Време е да направиме нешто конкретно, уметнички издржано, нешто за освет. Светот си има своји маргиналци. Ги боли уво за нашите. Будала е тој што дозволува да го направат будала. Тоа што еден будала ќе направи, ни 100 паметни не можете да поправите. Документарецот ќе биде само обид да се поправи барем нешто од грешките што некои луѓе ги направиле во минатото. Здраве, ќе видиме. Еве ви патен налог. И заштедете нешто. Куќава е тенка со пари.
Пак сакаше да избегаш. Толку се жртвувам за тебе, а ти вака ми враќаш. Вака ми враќаш. Здрава и чиста средина во која што се наоѓа вашиот дом не значи ништо ако сте сами. Потешко им е на децата, најтешко им е на хендикепираните деца, бидејќи без игра и дружење немаат среќно детство. Како да ги социализираме осамените деца во општеството? Поточно, како да им го олесниме животот на хендикепираните деца како лица со посебни потреби? Се наоѓам пред училиштето за глуви деца Кочо Рацин во Битола. Мојата приказна не започнува овде. Се надевам дека овде ќе заврши. Приказната што сакам да ви ја кажам е приказна за животот на глувото дете Најден Трајковски, талентирано момче, генијалец. По мислење на многу научници, тој е жив доказ дека хендикепираните лица може да дадат свој придонес во развојот на општеството, ако коректно се однесуваме кон нив. Тие се еднакви граѓани во оваа држава. За да им овозможиме да се почувствуваат своји и корисни во ова општество, треба да зборуваме за нив. Преку примерот на Најден Трајковски сакам да покажам дека со правилно образование и со голем ангажман на луѓето во специализираните установи може да се постигне, можат децата да го надминат својот хендикеп. Каде е Најден? Фактот дека Најден не е овде, значи дека е на погрешно место. Каде е? Да го побараме. Слушај, Марија. А да викнеме полиција? Што ќе биде ако ни свирни по еден куршум? Кој ќе не види таму во пустелијата? Филип, цела војна во Косово ја снимаше, не ти беше страв? Сега од една женичка ти е страв? Во принцип се плашам од луди жени. Посебно кога имаат оружје. Знаеш што се случува кога ќе ги фати хистерија? Со заби джигерот ќе ти го извадат. Со ногти очите ќе ти ги ископат. Тие се луди, бе. Не се нормални. Не грижи се. Јас сум тука.
Ако сака да направи некаков проблем, немој да ја нервираш. Прави се луд. Со таквите луѓе никогаш не се знае. И што ќе правиме ако Најден не сака да дојде? Нема Белким да го киднапираме со сила, нели? Поканата важи и за Невена. Родителите и децата треба да бидат заедно, без присила. Значи важно е само да ги социализираме во Битол, така? Да. За нивно добро. Океј, јас само да прашувам да не направим некоја глупост. Тоа пиштолот голем беше? Не се смеј. Најден. Каде е? А ти? Каков е твојот живот? По очите ти се гледа дека си осамена и несреќна. Ми се правиш овде мајка Тереза. А сакаш да ме одделиш од син ми. Грижи се за твоите деца ако ги имаш. Господја, ке можеме ли да го видиме Најден? Учи. Ке го викнам. Па прашајте го него, ако сака да дојде со вас. Најден сака да ви пренесам една порака. Вашата љубов го погоди в срце. Со пиштолчево сака да ви ја возврати љубовта. Директно в срце. Господја, чекајте! Паци, љубов. Кај ми е детево само. Кај отиде детево? Каде се скрил? Нема најде.
Не можам да те земам, имам повик. Сакаш да одиш во канал 10? Повели влези. Да, го знам. Поради брат ми. Глув е како тебе. Повели, влези. Работава е сериозна. Следниот пат ќе треба да одиме со полиција. Таа е потполно луда. Ти реков да не се плеткаш со мене. Многу глуви деца би ти биле благодарни на твојата помош. Најден е гениалец. И син ти Александар беше гениалец. Најден не може да го замени. Марија? Добар ден. Најден е долу. Избегал од дома. Конечно, повторно си гледам. Утрото дете. Ти се сеќаваш на мене? Да. Јас сум мајката на Александар. Како дојде тука? Секое зло за добро. Кој те донесе? Штом те тепала, добро си направил што си избегал. Ова е Филип, снимателот. Ова е Кирил, продуцентот на куќата. Јас сум Филип. Снимаме филм за тебе. Ако продолжиш вака, ќе бидеш добар глумец. Сака да те прави глумец. Од сега ќе бидеш под заштита на државата. Јас ќе те однесам во Битола. Ќе го однесам на училиште. Значи тоа ти беше целта. А што ќе правиш со мајка? Јави се во полиција, нека ја земат од таму. Ако сака да оди во Битола, со него добро. А ако не, нека оди кај сака. Не смее повеќе да го уништува детето. Веднаш ќе се јавам кај директорот во Битола и ќе кажам дека утре доаѓаме со Најден. А вечерва ќе преспие во хотел? Не. Има доволно место кај мене. Вечерван ќе бидеш мој гостин. А утре те водам на училиште. Го знам тоа од порано. Бањата е овде. Кажи, ако си уште гладен или ти треба нешто друго. Не грижи се.
Ало? Да? Кирил je ovde. Slušaj, Nevene je nema nikada. Kako во земја да пропаднала. Куќата е празна. Од полицијата ни јавија дека ќе ја побараат. И штом ќе ја пронедат, ќе ни јават. Ке има ли проблем ако се појавиме во заводот за глуви без Невена? Работам на случајот. Ќе се јавам. Чао. Добро. Чао. Ти многу сакаш да црташ? Боите се гласови на светлината. Повели да се напиеме по едно сокче. Кои сите? Од секогаш си бил сам. Да, точно е тоа дека Господ рекол нека биде светлина и би светлина. Преку светлината ти го слушаш гласот на Господ и така разговараш со него. На овој начин Господ те потсетува дека си негово чедо. Ти дал дарба убаво да црташ. Сака да го шириш неговиот светлосен глас преку сликата. Место говорен јазик ти дал јазик на боите. Ти си среќно дете. Ако си задоволен од дарбата што ти ја дал, ќе бидеш задоволен од светот во кој живееш, без разлика дали си глув или слеп. Рей Чарлс е слеп. Господ му дал дарба за музика. И сега тој е слеп човек. Свири пијано, ги развеселува луѓето во светот. Тој беда со звуците на музиката. Ти зборуваш со гласот на светлина. Тиштата Господови кријат многу тајни. Дали се чувствуваш пријатно кога ќе нацрташ нешто убаво? Секогаш. Ова е исто, само со звук. Да. Се обиде да го отвориш срцето на мајка ти, но не успеа.
Никогаш не те засака? Навечер си плачел поради тоа. Почекај. Загина во авионска несреќа. Ја познаваш оваа жена? Ова писмо е за тебе. Ланчето беше внатре. Бев во тајната соба на Невена. Таа ги криеше од тебе. Прочитај го писмово. Твое е. Сине мој, ниедни солзи не можат да измијат тагата што ја носам во срцево. Те родив на 16 години. Не можев да ти издржувам. Родителите се откажаа од мене и се одселија од селото. Останав сама. Школото не можев да го завршам. Избегав во Германија. Одлучив да те оставам пред вратата кај учителката Невена. Таа е паметна и школувана и сака деца. Сигурна сум дека кај неа ќе ти биде убаво. Биди послушен, од неа можеш многу да научиш. Се надевам дека некогаш повторно ќе те видам. Да се родеше во друго време и на друго место, можеби немаше да биде вака. Татко ти се вика Петар и е војник на Обединетите нации. Мислев дека со него ќе избегам од оваа бедотија. Многу те сака, ако ми веруваш, твојата мајка Ана Велеска. Да, девојкава е твојата мајка. Сега живее во Германија. Стави го ланчето. Сигурна сум дека не можела поинаку. Од сега ќе биде подобро. Како? Јас ќе те однесам во Битола. Таму ќе живееш во интернат. Ќе имаш другарчиња. Нема да бидеш сам. Никогаш повеќе нема да бидеш сам. Ало? Ја најдовме Невена. Од полицијата рекоа дека со неа е Севорет. Да. Битолчани ни јавија дека ќе го примат најдена на училиште. Само со дозвола на еден од родителите. Работиве сепак добро се расплеткуваат. Да, подобро отколку што мислиш.
Детето го најдов на влезот од мојата куќа. Затоа и го крстив Најден. Беше повиено во пелени и за чудо не плачеше. Само преташе со рачињата на ноđињата. По фотографиите и по писмото и ланчето видов дека е на Ана. Јас немав деца. А си реков, ете Господ ми дари среќа. Решив да го чувам и да не го давам никому. Купив и пиштол за да го одбранам. Го чував, го воспитував. Но дали почувствував истинска љубов за него? Неговиот хендикеп почна да ме нервира. Бев строга кон него, груба. Тој избега од мене. Јас не можев повеќе да издржам, сакав да се самоубијам. Мислев, тој што ќе умре, пред да умре, нема да умре кога ќе умре. Подпиши ја дозволата за Најден. Ќе биде ли среќен таму? Да. Дури и најскромната среќа е среќа. И поздрави го. Се што правев за негово добро. Не грижи се. Знае дека се што си правила, си го правила тоа најдобро што можеш.
Здраво, Златен. Секогаш си во акција, а? Здраво, Елена. Како си? Вие си играте со гласовите на светлината? Тоа ме радува. Најден, сакам ти да запознаеш некого. Сине, никогаш повеќе нема да се разделиме. Прашува дали си ти навистина неговата мајка, дали ти навистина го роди.
Сите ние сме магионичари. Чудата се за оние кои веруваат во нив. Не работам повеќе како новинарка. Се вработив во Црвениот крст. Магија на судбината. Се согласувам со тебе.